Сите во Мојсија се крстија во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеја исто духовно пиење. Оти пиеја од духовниот камен што идеше по нив, а каменот беше Христос. Мир на тебе што читаше. Алелуја, алелуја, алелуја. Со премудрост и внимание да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. Ќе се чита од светото Евангелие по Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Внимаваме. Во она време дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јована во Јордан. И кога излегуваше од водата, наеднаш виде како се отворија небесата и духот во вид на гулаб слегуваше над него. И се чу глас од небесата: Ти си мојот возљубен син, на кого е мојата милост. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Можело, ама каде? Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, возлюбени празниколюбци, покрај благовештението, рождеството, преображението, воскресението и вознесението, еве уште една голема тајна, тајна на крштението на Господ Исус Христос од претечата Јован во реката Јордан. Таа тајна ни ја објаснил крстениот на денешен ден со зборовите: ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Примајќи крштение Јован од претечата Јован, Господ Исус Христос дал пример дека неопходно потребно за секого е да се крсти, зашто само преку таа света тајна се постанува член на Светата Црква. Сите кои се крстија во Христа се облекоа, пее Светата Црква. Затоа за човекот колку е поголема добиената благодат, толку е поголема и неговата обврска. Ако сме крстени и сме постанале христијани, должни сме да ја чуваме чиста облеката во која се облековме, достојно чувајќи ги образот и името христијанско. А тоа најдобро ќе го правиме преку знаењето, преку чувањето и преку живеењето по верата христијанска, зашто само кој поверува и се крсти ќе биде спасен, порачал Господ Исус Христос. Верата пак христијанска најдобро се потврдува со добри дела, советува апостолот Јаков. Па ако веруваме во Бога, во Неговата правда и вистина, тогаш треба да се чуваме од правење неправди
и од говорење невистини, да не правиме постапки со кои ќе ја валкаме добиената спасоносна облека, туку да живееме по Евангелието и со животот да се трудиме да го повторуваме животот на Христа, да ги исполнуваме неговите заповеди, да бидеме милостиви, да бидеме правдолюбиви, да бидеме боголюбиви и човеколюбиви. Возлюбени во Господа, сите празници од Божик и Богојавление и другите во текот на годината, сите се една вистина и сите имаат иста цел. Да ни помагаат да ја разбереме вистината на Евангелието, вистината за човекот и светот, за времето и вечноста. Само ако вистински постојано бдееме над себе си, ќе можеме да внимаваме и кон другите и кон Бога. Од Создателот ни е дадена целосна слобода и од нас самите, од нашата слободна волја, зависи што ќе избереме и за што ќе се определиме, ќе одиме ли по Христа или против Него. Затоа христијанската вера е и голем и тежок подвиг секогаш, па и денес. Во ова време на искушенија и соблазни, време сомрази и непријателства, би ни било полезно почесто да се пренесуваме на бреговите на Јордан и да погледнуваме кон водите, символот на чистотата и животот. Секому ни е потребно собствено преображение и како личности и како народи. Потребно ни е и индивидуално и сеопшто покаяние. Потребно ни е облагородување, потребно ни е поголемо милосрдие, потребна ни е поголема љубов, поголема надеж, поголема вера. Објавената вистина за Бога во Троица е вистина за сиот свет и за сиот човечки род. Но докаде стигна и колку е разбрана и прифатена таа вистина? Она што на многу народи им се случува во ова наше време, потврдува дека има уште слепи и луѓе во темнина на кои им е потребно прогледување и ослободување од собствениот мрак, како советува големиот пророк Исаи. Затоа, на овој спасоносен ден, да посакаме богојавленските води да ни бидат за избавување на гревовите, за исцеление на душите и телата, за осветување на срцето и умот и за секаква полза, како се моли денес Светата Црква. А крстениот во Јордан, Господ и Спасител, нека ни дарува според верата наша во Него и според делата наши пред Него. Нека има милост кон нас според љубовта наша и кон Него и кон луѓето. И конечно, само така ќе се удостоиме постојано да живееме со денес објавената најголема вистина, вистина за Бога во Света Троица. Амин. Бог се јави за многу години. Овој ден со сета своја духовност, значење и вековни традиции представува еден од најубавите и најрадосните празници во македонското православие. Исусовото крштевање е символ на духовното раѓање и почеток на човековото живење во верата и богоугодниот пат. А што всушност представува овој празник? Денеска наш гостин ќе биде отец Здравко Пејковски. Нека ви е честит празникот, Христос се јави. Бог се јави. Зошто овој ден се нарекува Богојавление или Водици? Овој празник има древно потекло, уште нараните христијански времиња, и всушност во нашиот јазик постојат два збора за истиот празник. Едниот е
црковниот израз Богојавление, вториот е би рекол народниот израз Водици. И всушност овие два назива го разјаснуваат вистинскиот момент на овој празник, бидејќи се однесува на јавувањето на Бога во историјата на човештвото. Од друга страна е поврзано и со водата како материја. Со оглед на тоа што е древен овој празник, може да го забележиме во Евангелието, нели во настаните кои што се поврзани со животот на Господ Исус Христос овде на земјата. Имено Господ Исус Христос во својата 30-та година, исполнувајќи го јудејскиот закон, дека никој не смее да почне со проповедање, со поучување, додека не наврши 30 години, токму тогаш се појавил на реката Јордан и бил крстен, нели како што ние велиме, во реката Јордан од раката на Свети Јован Крстител. Вредно е да се напомене во овој миг дека зборот крштение во нашиот словенски израз, како што ние го имаме, го превеле светите браќа Кирил и Методи, но во основа тој збор на старогрчки е ваптизмос или ваптизма, што би значило и потопување, но и измивање. Па затоа мора да направиме една мала дистинкција со оглед на тоа што Господ Исус Христос не е крстен во смисла како што ние сме крстени. Туку Господ Исус Христос преку влегувањето во водите на реката Јордан сакал да ни покаже дека ние треба да бидеме измиени за да го примиме неговото доаѓање во светот, да го примиме Месијата кој што е Он, зашто и гласот на оној кој што вика во пустината, кој што е светиот Јован Крстител, тоа ни го порачува да ги исправиме патеките, да го подготвиме нашето срце за прифаќање на Бога, кој што се роди во овој свет, за нас да не направи богови по благодат. И всушност, овој празник е органски поврзан и со Бога, и со материјата која што Он ја облагодатува. Па затоа, токму во овој миг, кога Господ Исус Христос влегува во водата на реката Јордан и бива потопен од раката на Свети Јован Крстител, тогаш Бог Света Троица за прв пат јасно се пројавува во историјата на човештвото во три лица. Поимот за Бог Света Троица во Стариот Завет е многу скриен. Се разбира, сето тоа може да се објасни со духовната подготвеност на луѓето во тоа време, кои што се уште не биле подготвени да го примат Месијата, но во овој миг, кога Бог со својот предвечен план дошол во вистинскиот миг, тогаш и Бог Света Троица се јавува. Глас се јавува, кој што е Отецот, кој што потврдува дека овој е неговиот возлюбен син. Потоа се јавува Светиот Дух во вид на гулаб и застанува на главата на Синот Божи, а Синот Божи во тело се појавува меѓу нас и ние можеме да го видиме со своите очи. Че тоа јавување на Бог Света Троица е всушност изворот на изразот Богојавление. Што се однесува на оној народен израз водици, секако тоа е поврзано со водата, која што во тој миг Бог ја преобразува на некој начин и водата и целата твар, затоа што и дава можност да биде преобразена преку човекот. Како што човекот се преобразува преку Христа, така и тварта која го чекаше на некој начин доаѓањето Божјо на земјата, се преобразува преку човекот. Тогаш, ете како што негово блаженство, нели во овој миг ја чита оваа прекрасна молитва, ги осветува водите на реката Јордан, таа најпозната река во светот, во овој миг,
И сушност преку благословувањето на водите и поврзаноста на човекот со водата, нашиот народ го препозна овој празник и како водици. 18 јануари е водокрст. Тогаш се врши осветување на водата. Тоа е црковен чин, чии корени датираат уште од апостолско време. Сушност, осветувањето на водата се врши и во други денови во текот на годината. Зависи од локалната пракса. Водата може да се осветува и во домовите на луѓето, може да се осветува во дворот на храмовите Божи, нели каде што народот се собира како црква. И сушност, она што е важно е самиот чин на осветување на водата. Па така, осветувањето на водата како материја мора да разбереме дека сама по себе, значи таа вода постанува на чуден начин, нели, на специфичен начин, таинствена. Затоа што таа ги задржува своите природни својства, но се менува на поинаков начин кој што ние не го гледаме. И таа, како што е познато на нашите верни, не се расипува. Што значи дека Бог ја облагодатил и дал специфични благодатни својства. Но освен тоа, човек со вера треба да ја прима, да ја употребува водата, да ја пие или да се мие со истата, и на тој начин таа заедница на некој начин на човекот со божественото така да се воспоставува. Тоа што денот пред водици е водокрст или водопост, тоа значи дека во некои места се извршува благословување на домовите. Свештеникот одејќи во домовите ги попрскува со света вода, пејќи го всушност овој црковен тропар кој што во моментов го пеат свештенослужителите. На тој начин ги благословува куќите, ги очистува, ги подготвува за пречекот на овој голем празник и уште е познат овој ден пред водици како водопост со оглед на тоа што тој ден е пост. Значи се пости денот пред водици, за разлика од сите денови меѓу... Еве ги гледаме младите момчиња кои еве го фатија крстот. Што значи всушност фрлањето на момчињата во водите по крстот? Кој е символичното значење да се фати крстот? Да, бидејќи навистина во црквата постојат многу символи, ова е едниот од нив. Историското потекло нели на овој чин или на овој обичај можеме да го поврземе со практиката на цариградскиот патриарх кој што го спушта практично крстот во водите на Босфор, нели? И всушност тоа што ние велиме го фрла, треба да го преименуваме во спуштање. Затоа што епископот кога го спушта нели крстот во водата или свештенослужителите, нели кои што се овластени, без разлика каде и да е во православието тоа, ги осветува водите. Бидејќи таа пракса како што се смета, нели, дека е востановена во Константинопол, патриархот кога го спуштал крстот во водата, во едно време го врзувале со јаженци, за да може повторно крстот да го подигне, да го извади горе. Но подоснежната пракса ни сведочи дека се појавувале многу доброволци кои што сакале да му го предадат крстот на патриархот и влегувале во водата, го земале крстот од водата и му го предавале на патриархот кој што ги благословувал. Всушност таа пракса е распространета во голем дел на православната црква и ние со оглед на тоа што ја следиме таа византијска традиција, сме го задржале овој обичај што е навистина убав обичај, затоа што христијаните се соживуваат со празникот и таа заедница што се ја имаат помеѓу себе и остваруваат во голем број. И да бидеме подготвени да славиме не само оној што беше удостоен да го има светиот крст во своите раце, туку сите оние кои што
денеска посака да се доближа со љубов кон Спасителот Христос, да се радуваме и да празнуваме затоа што Бог ја запечатува пештерата Витлеемска, каде што вечниот Богомладенец лежеше во јасли, и еве ни ги отвара и освети Вардарските води како некогаш Јорданските води. И затоа да се радуваме, радувајте се вие овде, радувајте се нашинци далеко од својата татковина, радувај се Македонија, радувајте се и вие што ќе доаѓате во иднина, затоа што Господ се објави и се слави во Света Троица, и затоа и светиот апостол Павле ке рече: секоја светлина се умножува во светот, најпрво небото се радува слушајки го гласот на Одецот, воздухот се осветува на овој ден со летањето на Духот, се осветува природата на водата. И јас го славам Отецот кој од дозгора говореше, Синот кој долу се крсти, Духот кој како гулав слезе, еден во Троица Бог кому се поклонувам за навек. Амин. Имавте можност да ги слушнете пораките на нашиот поглавар, неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, кој што јас големи радоста на сите оние кои што еве денеска во овој прекрасен од Бога ден да бидеме покрај водите на реката Вардар, а тоа го ствариме благодарение и на оние кои што покрај Скопската православна епархија на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, дадоа свој удел или подпомогнаа, а тие се премиерот Емил Димитриев, градоначалникот на градот Скопје, господинот Коце Трајановски, службата за внатрешни работи Скопје, специјалната единица Тигри, Никоп обезбедување, вработените во град Скопје, вработените во предпријатието за улици и патишта, во компанијата Евана, Црвен крст, потоа му благодариме на луѓето од спортска медицина, од службата за брза помош, на луѓето од противпожарната бригада, на луѓето од паркови Зеленило, на јавното предпријатие комунална хигиена, на вработените во Зегин, во мобилниот санитарен сервис. Благодариме на вас, браќа и сестри, благодариме на оние кои што денеска достоинствено влегува во студените на осветени води на Вардар. Оваа година бевме почестени домакин или кума на оваа манифестација во 2016 да биде господја Елена Илиоска, а следната година со Божја помош, уште поголема радост, Јасмина Илиоска, а до година со поголема радост да го дочекаме во здравје, во мир, просперитет, новото лето Господово 2017, кога ќе биде домакин господинот Димитри Јовановиќ. Драги браќи и сестри, еве се наближуваат момчињата кои што ќе го примат благословот од неговото блаженство, од името на сите верници на нашата света Македонска православна црква, од името на нашиот православен народ и со молитвена желба Господ да не чува, облагородува, да не умножува во љубовта, во радоста, во родот наш православен македонски и уште многу и многу години да бидеме учесници во објавувањето на Света Троица. Бог се јави,
Бог се јави. Бог се јави на многое лета. Еве го гледаме, пред нас е момчето кое го фати крстот. Она што е многу необично е во овие ладни денови, влегувањето на водата, момчињата не се разболуваат. Да, дај Боже да си остане така и понатаму. Веруваме дека тоа е поради верата, нели? На луѓето. Момчето Верата која што Даниел Дончевски 8 пати беше со оние момчиња кои сака од љубов да пристапат до Христа. Оваа година по 4-ти пат успеа да го постигне тоа. Господа му дарува здравје, среќа и благослови нему, на неговите блиски, на неговите другари, на сите млади. Амин. Еве го слушнавме името на момчето Даниел Дончевски. Значи, студот на водата не го разболува. Всушност нели се потврдува на што го зборуваме, дека верата го менува човек. Верата му возможува на посебна сила на некој начин да човекот преживува работи и истрпува работи кои што нели во друга ситуација би биле невообичаени. Па токму затоа се верува дека оној што влегува во водата, во ладните води на празникот Богојавление, дека не се разболува. Бог не штити. Му благодариме. А што всушност фаќањето на крстот ќе донесе во семејството на Даниел Дончевски? Да, интересно е што